Изградбата на Ламела 2 од проектот станови за лица од социјално ранливи категории се одвива според планот, а тоа значи дека оваа зграда за колективно домување ќе биде готова за помалку од 8 месеци пред предвидениот рок. Истата располага со 43 стамбени единици во кои ќе се сместат исто толку семејства или поединци кои ниту го решиле овој суштински проблем, ниту имаат реална можност тоа да го сторат без помош на државата. Заинтересираните граѓани ќе може да аплицираат преку Центарот за социјална работа за понудените станови, откако Министерството за транспорт и врски ќе го објави јавниот оглас. За условите кои треба да ги исполнат за да се стекнат со правото да аплицираат, од изјавата на раководителот на подржниците на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор Анче Трифунов. Главни предуслови, да верувам дека граѓаните ќе ги информираат. Прво е да се државјани на Република Македонија. Второ е да се жители на градот кај што се гради објектот, односно во случајот на Кочани. Тоа е само за жители на Кочани, не може да аплицираат жители од други општини. Трето, има 7 категории на граѓани кои што имаат право да конкурираат. Први и со преденство се лица кои што израснале во дом за деца без родители, после навршувањето на нивната 18 години, односно од кога го напуштаат домот за деца без родители, имаат предност да се вселат во вакви станови, бидејќи тие немаат семејство. Другите категории се самохрани родители, лица приматели на социјална и постојана парична помош, лица со инвалидитет и членови на нивното семејство, лица припадници на немнозински заедници, односно кај нас во Кочани најбројна е ромската заедница, лица слепи и сите тие и евентуално доколку има лица погодени од подрачје погодени со елементарни непогоди, ако се прогласи, тоа во нашиот случај нема и се надеваме дека нема. Сите тие лица кои што ги исполнуваат условите ќе повторам поднесуваат документи во центарот по објавување на огласот кој што ќе биде јавен. Изградбата на оваа втора зграда, освен што ќе вдоми 43 семејства и поединци од социјално ранливите категории на граѓани, значително ќе го ублажи проблемот со стамбеното прашање во општина Кочани. Особено ако се има во предвид дека пред 5 години до кров над главата дојде 29 семејства и поединци, со што вкупната бројка достигна 72 стамбени единици за ранливите категории. Инаку Ламелата 2 се реализира со средства кои ги обезбеди владата на Република Македонија и Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор.